Жестоки партиски пресметки предизвика палењето на автомобилите на Никола и Мите Тушеви. Први реагираа од СДСМ. Утрово се разбудивме со непријатни вести за запалени автомобили на семејството на претходниот претседател на општинска организација СДСМ Штип Никола Тушев. Прашуваме, дали на ова мисли Мицковски кога зборува за обнова? Дали всушност се зборува за обнова на режимот? Дали се работи за обнова на насилништвото? Дали се работи за обнова на бандитите и несигурност? Дали оние со спротиставено мислење не нудат ништо освен обнова на режимската матрица, одбрана на криминалот и обнова на омразата и поделбите? Секој чин на насилство, заплашување и загрозување на индивидуалната и колективната безбедност е за најостра осуда. Оставаме истрагата да покаже точно кои се сторителите и кој е нивниот мотив. Длабоко сме убедени дека институциите работат за брзо и ефикасно разрешување. Силно ги осудуваме сторителите на немилиот настан утринава, но гласно порачуваме, ние сме на вистинскиот пат и нема да не поколеват. На ова со контрапрашања реагираа од ВМРО ДПМНЕ. Очигледно се враќаат 90-тите години кога СДСМ беше на власт и кога без властието, криминалот, нерасчистените случаи со убиства беа секојдневно на насловните страници. ВМРО ДПМНЕ најостро осудува вандалски чинови, но во врска со дивјаштвото кое се случи минатата вечер, јавноста има право да знае, па затоа прашуваме. Дали овој чин всушност не е поврзан со рекетарско-криминалните односи кои од централната се префрлаат на локалната власт? Дали шушкањата дека се вработуваат лица за пари и на нетранспарентен начин не испровоцирало некој од партијата да се осмели на ваков чин? Дали поранешниот претседател на општинската организација на СДСМ Штип има нерасчистени должничко-доверителски односи во некој од многобројните негови бизниси? Овој месец има неколку случаи на запалени возила во Штип. Јавноста шпекулира дека постојат нерасчистени односи во бизнисот со наркотици. Дали и во овој случај не се работи за оваа нелегална мрежа? На овие и на други прашања бараме да се произнесат од партијата на власт, а за целосно расчистување на случајов го повикуваме Министерството за внатрешни работи, кој е под директна власт на СДСМ. Очекуваме транспарентна и одговорна постапка затоа што граѓаните на Штип не сакаат да живеат во град во кој не знаат што ќе ги раздени.